Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва од последната недела на петата сезона. Времето е такво какво што е, веќе длабоко навлеговме во летото, температурите се околу 40 степен, се потешко се дише, а ние доаѓаме полека до крајот на оваа сезона во која што прилично се изнаработивме, можам слободно да кажам, се изнаработивме, мислам јас и Горан Омировски последниве 2 месеци и јас. Самиот со бројни гости. Вечерва во студиото со мене е колегата новинар Љупчо Златев. Добра вечер. Иако Горан не е овде, ја гледам неговата силуета се уште на јавната шпица. Сенката на Горан се уште лебде тука. Сенката на Горан се уште лебде. Добро вечер, Драган. Уште еднаш ти благодарам за гостување. Оваа сезона ми е 4-то или 5-то гостување. Не знам дали се рачунаат оние од избори двете. Тогаш може да дојде и 6-то, 7-мо. Што е вака приличено голема цифра. Па, да ти се заблагодарам за довербата. Кажаната шанса и довербата и се надевам дека не ти изневерив со рейтинзите, со гледаноста. Апсолутно не. Секогаш интересно се разговара со Златев за тоа што имате специфичен прилично луциден начин. Добро. Тоа е правило во телевизијата и кој навистина се познаваме многу години, па малку и мене ми е необично, но како и да е. Влеговме во веќе трета недела од владењето на новата гарнитура, на ВМРО ДПМН Влени знам. Веќе се надзираат контурите на она како ќе изгледа според се приказната во следниот период. Не се надзира ништо. За 3 недели не можеш да знаеш ништо. Не може да знаеме, меѓутоа кога велам се надзираат контурите, мислам се гледа ова прилично активно форсирање на нови аквизиции, нови инвестиции. Да те негирам, пред да дојдам овде, случајно гледав вести на Sky News. Добро. Во Велика Британија исто има нова влада и излегла стейт секретарит, што кај нив е министер за финансии. Добро. Генерално, нова жена. И вика, за 48 часа, толку, она е, секретар, односно по наше министер за финансии, вика, ние направивме повеќе од 15 години владење што направија конзервативците. Слично нешто еден пратеник од ВМРО ДПМН, мислам на оваа телевизија го кажа, дека за 2 недели, за една недела направиле поише од 4 години од претходната власт. Значи сега прво, вака, кога сме кај мерењата, уште првата плата ја нема да ја новата влада. Чекај, нека даат плата, нека даат пензија, па нека даат втора плата, нека даат втора пензија. Да видиме, ние сме се уште во парадигмата ке. И покрај тоа што кампањата е завршена, и покрај тоа што изборите се добиени, новата влада во овој прв период секој ден излегува и кажува ќе правиме ова, ќе правиме она. Значи, од ке треба да преминеме на реализација. За тоа нема согласиме за ова, добро. За да ја видиме реализацијата, треба време. Треба време. Значи, дали ќе биде ова добра влада или не, ќе знаеме негде пред крајот на годинава. Тогаш ќе ги имаме првите резултати од неа. Ќе можеме да ги увидиме. Ќе можеме да увидиме дали ќе се зголемат пензиите. Ќе можеме да увидиме дали ќе се зголемат платите. Ќе можеме да видиме дали идејата за трет мобилен оператор е реална. Ќе можеме да видиме каква е еколошката агенда на владата. Ќе можеме да видиме каков ќе биде растот на бруто домашниот производ. Затоа што во услови на економија каква што е нашата, односно земја во развој, економски раст под 4% не е раст. Не е раст, апсолутно. Да. Значи не значи ништо. Треба прво да ги видиме резултатите, да ги видиме параметрите, па после ќе судиме дали оваа влада е подобра, полоша или иста како претходната. Исто агендата за корупцијата. Ние сега имаме, се бориме против корупција. Има нулта толеранција. Но ајде да видиме. Да видиме како тоа ќе функционира. Може би ќе го имаме за недела дена првиот корупцијски скандал. Може нема да имаме во првата година корупцијски скандал. Но суштината е дека оваа влада сега е на тестот. И пред неа предстои голема одговорност и многу е несериозно, ако сакаме да бидеме сите сериозни, од сам старт сега ние да оценуваме. Добри се, подобри се, направиле поише или помалку.
Не. Мислам дека оценувањето како термин е погрешно и барем во оваа емисија никој не го ни бара, зборуваме за почетни некакви информации. Почетни информации кои што велат дека, не знам, на првиот, тама на вториот ден излегува со најава за инвестиција. Ќе согласиме, треба да се случи инвестицијата, Не знам, сега цела екипа е, премиерот и тројца министри се во Вашингтон на НАТО самит, тамо ги очекуваат средби можеби со Мицотакис, која што ќе биде дали символична, дали не, ќе видиме доправа. Меѓутоа, дел се од друштвото каде што се одредува во голема мера еднината на односите пред се во Европа. Видов вчера дека имал премиерот Мицкоски заедно со делегацијата вечера со Гренел, поранешниот... Со Ричард Гренел, да. Поранешниот директор на ЦИА. Видете се, тоа се значајни средби, значајни посети, но сето тоа не ни значи нас ништо, доколку оваа влада во однос на надворешната политика не испорача две работи. Тоа е откочување на европските интеграции на земјава, тоа е првата работа која треба да ја испорача, и втората работа која треба да ја испорача е засилена доверба во Алијансата на НАТО, кон нас. Тоа се двете работи кои нашата надворешна политика мора да ги испорача. И само по овие два параметри во наредната година, 2, 3, 4, зависи, нели? Дали ќе има предвремени избори или не, ние ќе може да ја оцениме нашата надворешна Чекај малку, политика. Златев, ние го сменивме целиот закон практично за да се дозволи Министерство за надворешни работи да биде за надворешни работи и трговија. Што значи прилично се става сериозен Добро. чекор кон Третиот трговијата. параметар го кажа ти, се извинувам, заборев, тоа е да видиме колку ќе се зголеми извозот, односно колку повеќе нашите компании, нашите производители и нашите предпријатија ќе продаваат надвор. Тоа се трите параметри, затоа што сега Муцунски ја има и трговијата под себе, тоа се трите параметри врз база на кои не сега, затоа што сега е несериозно да го правиме тоа, ќе можеме за година дена, за 6 месеци, за 2 години да ја оценуваме надворешната политика на оваа влада. Секој кој сега ќе ви кажува надворешно политички бум дека сме направиле, Добро. шири пропаганда. Тоа е Ја не ми е пропаганда, мене мисијата, ниту ми е работата да ширам пропаганда. Апсолутно. Да видиме што ќе постигнат во, пак ќе кажам, откочување на европските интеграции на земјата, во партнерството за НАТО да бидеме препознаени како значајна земја таму, и трето, нели? Трговија. Добро, Трговијата. но колку ајде за Односно, трговијата, увозот во трговијата не ме интересира, затоа што и така имаме огромен суфицит, треба тој суфицит, не може да се надмине, мала земја сме, особено не за една година, но барем треба нешто да се намали. Да. Апсолутно. Но тоа со трговијата ми се чини дека само по себе е јасно. Овие две работи што ги спомна ти, првото откочувањето на процесот на интеграција е исклучително тежок, многу тежок проблем. Во овој момент се чини нерешлив. Во овој момент, велам, се чини нерешлив заради тврдата позиција на кој да е во Бугарија, можеме да избереме кој, па и на Грција. Ние имаме сега одново Министерство за европски интеграции, имаме Министерство за надворешни работи и трговија, значи две министерства, во кои заедно работат стотици и стотици луѓе, кои секој месец земаат плата од даночните обврзници во оваа земја, односно од најголем дел од луѓе што нас вечерва не гледаат. Така? Значи, тие луѓе се должни да испорачаат резултати. Тие луѓе се должни нас да ни служат во овие мисии. Тоа тешко, не тешко, магии да разглобуваме сега ние, да влегуваме во трети димензии, не, но ми интереса, што би рекле во шпанските сапуници. Не. Сега треба, еве ви ги, институциите се ваши, ај сега да испорачате резултати. Секој нов изговор за било што во оваа земја, што ќе се случува во иднината, мене ме подсетува на Зоран Заев. Тој имаше оправдување Значи, за се, да. веќе ми е преку глава од изговори, преку глава ми од изговори бугарите се криви, грците се криви, кинезите се криви, русите се криви, американците се криви. Значи, земате плата во тие огромни институции, имате добри, како да кажам, добро сте ситуирани во општеството,
Ајде сега вратете му на општеството. И знаеш, кај нас све магови некои се. Ја не сакам да размислувам така. Ти си тука да ми бидеш мене сервис како држава, како нација. Испорачај го тоа. Така треба да биде по дефиниција. Најчесто не е така во Македонија, најчесто не е така. Овие што дојдоа сега на власт велат дека тоа ќе се промени, повторно ќе влеземе во моментот ќе видиме дали ќе биде. Меѓутоа велам дека моментот со Бугарија и со Грција е прилично компликуван, се согласувам се. Ствараш секој, не ти, секој бара резултати како знаете и умеете. Меѓутоа има работи што прашање е дали се во човечки. Добро, тогаш дали се во човечки домен. објективно објаснете ни го процесот. Излезете и кажете. Тоа држи. Крај крајва. Тоа веќе е нешто друго. Не е срамоти да речете извинете, ние не може ова да го направиме. Може има некој што може. Не е срамота и можеби народот не сака да влеземе во ЕУ. Прашајте го. Знаеш, суштината е дека треба да се види некаква работа на овие полиња. Тоа е мисијата за ова министерство во наредниот добро, што период. мислиш за делот што го спомена со НАТО? Ние сме во НАТО, сме веќе колку време, 2-3 години, колку години сме, не знам, полноправна членка на НАТО, одиме на тие состаноци, учествуваме, се фалиме дека го надминавме 2% од БДП што вложуваме за вооружување и за армија и така натаму. Во кој дел треба да го поправиме односот според те? Велиш довербата на НАТО, мислат дека оние тамо во Брисел и во Вашингтон не доживуваат сериозно или како? Еве сега ќе ти кажам. Суштината е, ние сме членка на НАТО. Ние придонесуваме во буџетот на НАТО. Кога НАТО би имал доверба во Македонија, според мене, кога би биле ние реализирана членка на НАТО? Во моментот кога во Македонија ќе има база на НАТО. Добро, но тоа претпоставам треба и услови конкретни. Ние имаме што имаме да им понудиме ние. Значи види, ќе направиме нешто и ќе направиме услови да им понудиме. Ако веќе ние сме не сакам оваа земја, јас лично, а се надевам дека и најголем дел од граѓаните, да биде тамо некаква крпа фрлена на страна во НАТО. Ако Македонија е членка во НАТО, Македонија треба да придонесува во НАТО. Треба да има армија која изгледа достоинствено. Извинете, во овој момент наша армија не изгледа достоинствено. Ниту има социјални услови, ниту има опрема, ниту има услови во касарните, ништо од ова нема. Во овој момент нашата армија е армија за подсмев. За да бидеме ние почитувана членка за НАТО, за да бидеме ние на земја во која има доверба НАТО, ние треба да изгледаме како да сме членка на НАТО, а не како да сме го сменили името за да и некој ни го поклони од НАТО. Тоа е овој момент кој што ние се занимаваме со базични работи, немаат униформа, војниците како што треба или не да. А кога зборуваме за тоа што можеме да му понудиме НАТО, ние не може да понудиме море, можеме само криволак претпоставувам да го дадеме за некакви вежби, што Добро, ние имаме геостратешка позиција во центарот на Балканот. Значи ние сме буквално во самиот центар. Над нас, на север од нас има земја која не е членка на НАТО, која не сака да биде членка на НАТО. Тоа се совршени услови за овде да има база на НАТО. Грција, најблиското пристаниште ни е на Ова морам да признам дека те разбирам, морам да признам дека ова ми звучи на НАТО фундаментализам, малку многу ми ќе те обвинат за ова, што сега уште и база треба да градиме. Ама зашто сме друго за НАТО, за да се шетаат 3 пати годишно да одат по самити да се сликаат со лидери, затоа ли сме членка за НАТО? Значи што е суштината на членувањето на НАТО? Па мислам дека оди, не знам, прво бил Заев, па бил Ковачевски, сега Мицковски, прво бил Пендаровски, па сега Силјановска, за да одат на самити и да се сликаат, тоа ли е целта на НАТО? Целта на НАТО е ти да изгледаш достоинствено како земја членка на НАТО. Значи, да бидеш значаен партнер во НАТО. А не, ако е за сликање, ќе им платиме, ќе се сликаат без да одат таму, може и по убави средби ќе направат. Котизацијата у Давос не кошта многу, еднаш годишно ќе си идат на највисоко ниво, у Давос ќе се гледа. Ќе им платиме поише, ќе се гледаат со најголемите глави годишно. Таму све се плаќа, знаеш како е тоа. Да, што тие среди помалку ги прави и така не баш. Добро да, ама сакам да ти кажам сега. Не е работа да отидеме да се видиме со некој. Работата е да создадеме услови.
Се согласувам, меѓутоа мислам дека многумина ќе го доживеат тоа како класичен НАТО фундаментализам од Да, тоа тоа е страна, нивен реков проблем да, сега. затоа што многумина кај нас, ако сме реални, НАТО го гледаат само како една инстанца за заштита на нашата држава и ништо повеќе од тоа. А од кого ќе не се заштитува? Од Теоретски, Србија? од самите себе, не знам, од соседите кои што не Па не е ни се можно. нешто наклонети. НАТО не нуди заштита од самите Од внатре, себе си да. и не нуди заштита од други членки на НАТО. И многумина велеа дека влезот во НАТО, од друга страна пак ќе донесе големи инвестиции и не се случи тоа кај нас. Facebook, Google и така натаму. По дефиниција требаше таа влезот да донесе инвестиција, ама не се случи тоа. Инвестиции не носи влезот во НАТО. Инвестиции носат условите за бизнес. Значи условите за работа носат инвестиции. Никој нема да инвестира пошто ти си влегол у НАТО. Тој ќе инвестира затоа што му е поевтино да инвестира Јасно, на меѓутоа друго оној место. безбедносен И момент затоа дека што- ете или нема пак ризик, не знам затоа што. Па добро, и тоа е важен елемент, но ние претходно реални да бидеме, немавме некој голем ризик. Безбедносен ризик, да. Добро, значи велам дека една сериозна екипа отиде на Вашингтон, ќе видиме какви ќе бидат резултатите, особено од средбата, ако се случи со Мицотакис, со оглед на тоа какви пораки испраќаше грчкиот премиер во последно време. Од друга страна, внатре во Македонија, во моментов имаме повторно навистина е овој проблем. И исто е една разговарањето забелешка, една искрена забелешка до владата. Повели? Ова со Африм Гаши. Прво, она наметнување од страна на ДУИ, дека не оди албанец во дека не Вашингтон. оди албанец во Вашингтон. Значи, прво, тие примитивни племенски работи во современа европска држава, такви муабети не се прават. Етничката припадност на тој како што оди таму, воопшто не е важно. Сега што ако на претходниот самит на НАТО отишол Риши Сунак и да излезе некој да рече не отишол англичанец таму. Пошто е индиец, така е. Риши Сунак е индиец, да. Или пак, ако престанете со тие стари Добро, но концепти, тој го користи тоа. Значи, не. Дали е политички коректно или не е друга работа. Не е коректно. Прво, не е коректно. И второ, она па некоординирано сега се спакува Гаши и он И ќе отиде оде во на Вашингтон, да. Мислиш, што ќе се слика со бела куќа? Што он може да направи на самит на НАТО како председател на собрание? Самит на НАТО се знае за кого е. Тоа се такви и сега замислите, ние имаме такви сериозни предизвици како држава, а погледнете со што се занимаваме. Со формалности. Со меѓуплеменски трибални односи. Па да, меѓутоа кога се користат во политичката битка, стануваат очигледно важни. Јас и ти се согласуваме дека е така, меѓутоа кога некој инсистира на таа приказна, веројатно и одговорот мора да биде така. Види, политиката во Македонија треба да отиде на едно повисоко рамниште, на еден повисок стадиум. Не да ги хушка луѓето. Ама да тоа им е- испорачува. Така, ама тоа се добри проблемот желби. е кога кај нас очигледно не можејќи да им испорачаат на луѓето ништо, зборам за ДУИ, односно тие колку време се од 2002 20 на години, власт, машала, да. Сомали прекини, не испорачале ништо. И сега наместо тоа тие нудат хушкање. Чекајте бе, дај видете каква е ситуацијата со земјоделието, каква е ситуацијата со социјалната заштита, каква е ситуацијата со здравството. Видете ги тие работи. Тие работи ни се наш важни. Ние зборуваме за елементарни работи. Дали отишо е македонец, нека не иде на НАТО. И што ни мења нас? Ако ние сме етаблирана земја, ако сме добра земја, што ми е гајле дали ќе отишол македонец на самитот или тој што ќе ја представувал македонец бил Ром. Да. Нека иде Шабан Салиу. Немам никаков проблем. Ако е добар. Ако е добар, ама да изгледа оваа држава, да личи на нешто, знаеш. Проблемот е што гледај со што се бавиме, мислам. Се согласувам. Ај кога сме се уште кај надворешната условно кажано политика и кај дипломатијата, сега имаме нов момент. Тимчо Муцунски повика на консултации. Ова на консултации често пати го ставаат во наводници. Тоа е обично еуфемизам за те враќаме дома и тоа е тоа со тебе. Тројца, мислам, или четворица дипломати од на сериозни места. Меѓу кои Љубомир Фрчковски. Ке дое да, значи медии од Рим, овој амбасадорот во Албанија, добро, тоа од други причини, тоа е заради пописот во Албанија кој што покажа навистина чудни резултати за македонците. И Фрчковски, за кој што има, па можам да кажам, сериозни обвиненија. Дури веќе ова не се ни
само индици, туку според тоа што го пишуваат може да се доживее како обвиненија дека тој незаконски и ненamenски трошал државни пари, дека злоупотребувал државна картичка, дека не знам тамо со парите од ЦФР оние што не ги враќаат, не ги вратил на време, не знам, дека не ги вратил воопшто во буџетот. Не ги вратил така. Значи кај се пари, дали ги украл, може стан си купил со Да, и има еден момент што мене ми е чуден, велат тамо, не знам, не ги слушал овие што му ги праќаат депешите од Скопје, со оглед на краткиот период, некој ќе рече кога побрзо му испратија. Нема, станува збор за насоките од Бујар Османи кои му биле дадени. А тоа веќе нешто друго. Да, јас тоа исто како тебе се запрашав и потоа препрашав, препрочитав. Тоа е веќе нешто друго. Значи не Бидејќи знаеш како велат луѓе, Тимчо Мацунски пред 20 дена стана министер, кога побрзо му испрати. Станува збор за депешите кои ги праќал Бујар Османи, значи господинот Фрчковски не ги следел ни насоките на Бујар Османи. Со кој што практично идеолошки, како што вели самиот се... Господинот Фрчковски од друга страна не ги трошал, како да кажам, транспарентно народните пари, се купувал авионски карти без покритие со службена картичка. Да бидам вака брутален, значи се шетал приватно на наша сметка. И третата работа, најскандалозната е тоа што оваа држава продала имот во Њујорк, тие пари што беше заедничкиот од ЦФРЈ, и парите од продажбата не се на сметката на Република Македонија, не се во Трезорот, не се во Народната банка. И сега прашањето е каде ги однел Фрчковски парите, односно каде ги префрлил. Ова се сериозни индиции. Во однос на Фрчковски можам да кажам дека, сега веќе се врати на консултации, тој на правниот факултет ретко држеше консултации, односно да прими студенти на консултации за предметите, обично консултациите ги држеше Ана Чупеска. Она му е асистентка? Да, она е негов кадар. Да. Тоа веќе зборува многу добро. Тоа веќе зборува многу и за него, зборува многу и за правниот факултет Јустинијан I, зборува многу и за универзитетот Кирил и Методи. Господинот Фрчковски сега за прв пат веројатно ќе треба да одговара. Станува за серијски насилник. Збор за серијски насилник. Вржени, потврден серијски насилник, кој тепаше жени, се сеќаваме, на паркинг. Имаше во весници изјави за семејно насилство, имаше се и се што. Доколку господинот Фрчковски сега не заврши таму каде што му е местото, тоа значи дека и оваа влада попушта пред моките на длабоката држава во Македонија и моките на лажните елити и лажните сиви еминенции. Веруваме ли озбилно во длабока држава во Македонија? Драган, сериозно е. Види, ако како фраза ме нервира, длабока држава, значи, меѓутоа реалноста е дека ова и ваква... Еве сега ќе ти кажам што е длабока држава, да ти објаснам вака најрадикално. Ако мене ми блокираат сметка што сум заборел да платам некаква такса во суд, добро, ако мене ме теретат за брзо возење и си идам на суд, си плаќам казни, ти земаат возачка, ми земаат возачка 4 месеци, што треба да ми се случи, а Љупчо Палевски прави серија на кривични дела и не завршува во затвор се до моментот 20 години, до моментот додека не убива дете. Сега ти запрашај се дали постои длабока држава или не постои длабока држава. Ако ти од позиција на директор на УБК украдеш милиони, направиш хотел во центар на Скопје и лежеш во затвор од отворен тип, што е оксиморон, значи и потоа те ослободат на крај, ти кажи ми дека не постои длабока држава и дека законот е еднаков за сите. Па, јас сега да се степам со некој онде на паркингот за безвезе да мудрам шамар, мене и да не мудрам, да го испсујам, мене ќе ме одма прекршочно, кривично ќе ме гонат, ќе ме тегнат. Овој 2 пати тепал жени, никому ништо. За Фрчковски зборува. Значи сега, дали важи законот еднакво за сите или не? Длабоката држава се сите оние кои благодарение на своите врски во системот, благодарение на својата инфилтрираност и влијание во системот, за нив законот не важи. Тоа е длабока држава. Не е тоа некој мистичен концепт од теориите на заговор. Длабока држава е која ние не сме еднакви
Пред законот пред мора да биде. законот какви што мораме да бидеме. И сега тука е на тест ВМРО ДПМН. Дали Затоа ќе- што знаеш што, ако сега има кривична пријава против Фрчковски и ако сега има обвинение против Фрчковски по она што сега го видовме, по секој основ треба да има, по 3, 4, 5 серија на кривични дела. Доколку сега го нема ова, доколку сега се случи се ова, одмак излезат борци за човекови права. Се разбира. Ќе го затвараат професорот. Он ќе биде дисидент. И така натаму. Да, борец, апсолутно. Доколку ВМРО ДПМН подклекне на ова, и Фрчко и Надалник, намерно користам скопијанизам, какви што користи тој, слободно се шета и прави глупости низ држава, тогаш тоа е цената која на крај ВМРО ДПМН ќе ја плати. Нема да ја плати он цената. Значи сега работа е едноставна. Или он ќе плати, или они ќе платат. Веќе е крената работата во јавност и веќе нема назад. Интересно. Инаку денеска тој излезе, не тој. Тој практично ја употреби или ја злоупотреби, ако сакаме, мисијата на Македонија, постојаната мисија во Обединетите нации, за да испрати објаснување, соопштение околу обвинувањата кон него. И таму вели не е никаков проблем амбасадорот да се повлече од функцијата кога не е погоден на идеологијата на новите власти. Значи овдека никој не го обвинува него за никакви идеолошки разлики. Ама која е неговата идеологија? Мене тоа не ме е јасно. И сега тој моментално велате на боледување, но после боледувањето ќе се повлече од мисијата, зашто МНР нема потреба да измеќарува. Пази, постојаната мисија на земјата Македонија во Обединетите нации испраќа соопштение во кое што вели амбасадорот е на боледување по кое ќе се повлече од функцијата, зашто МНР нема потреба да измеќарува. Ова е запрепастувачко. Види, Нема ова потреба да измеќарува значи МНР. дека освен Фрчко, Дека таа екипа оттаму таму треба се сите да се вратат. Значи ова тоа значи, Па ова е срам за нашата земја МНР да измеќарува. од Ова е невидени чиста навреда, размери. се, Значи апсолутно. ова е срам од невидени размери и овде треба да има не само Фрчковски, тие со него таму сигурно има некој задолжен за финансии. Што го прави тоа? Мислиш дека сите би требало да се вратат автоматски на треба тоа консултации? све треба да се врати назад и да се процесуира. Доколку не се процесуира, ова ќе биде уште една брука, зборувајќи за идеологија. Која е идеологијата на Фрчко? Не нема никаква логика ако не Ама биле која исти е идеологијата идеологиите. на Фрчко? Ке кажете ми која? Да Последните биде на 30 години. да живее на цицката на македонскиот народ во последните 30 години, тоа е идеологијата на Фрчковски. Што има идеологија Фрчковски? Не е единствено. Кој? Он бил уставотворец. Како викаше? Јас сум Томас Джеферсон. Како не? човече. Да. Добро. Затоа ни е ваков уставот, затоа ни е ваква државата од такви постулати како господинот Фрчковски заглавени со мозоците во 19-тиот век, како каубојци на кои никој ништо не им може. Сега треба да видиме дали некој нешто им може на каубојците. Ако им се случи, ако се остават повторно да поминат со ова идеолошки разлики, како се вика, дисиденти ако бидат и така натаму, тогаш сериозен проблем ќе има владата. Чисто за гледачите, значи вели Фрчковски и мисијата интересно заедно подсетуваа дека амбасадорот со тогашниот премиер правил матни сделки, тоа не е точно. Значи она едно од обвинувањата кон него вели било демантирано од самиот министер за внатрешни работи Бујар Османи. Значи во тој дел во врска со злоупотребата на пари од сметката на мисијата се наведува дека службите во МНР не и доставуваат навреме на мисијата пари за лекарско осигурување на вработените во мисијата и врз база на тоа, бидејќи чувале многу минимални средства, а тој морал да оди во Македонија да се врати предпоставува, морал да купи авионска карта, тој ја употребил службената картичка за приватни цели, затоа што имало итна медицинска интервенција во Македонија за него, како и погребот на неговиот брат, ненадени наставник, кој што потоа тој ги искористил парите, меѓутоа навреме ќе ги врати или деновиве вели ги надомести од своите приватни средства. Значи ги вратил парите. Такво е тврдењето од мисијата. Чекај, не сме виделе уште ништо. Меѓутоа моментот измеќарува ми врти во глава. Значи ти, некој кој не пратил никаков финансиски извештај. Од двете страни е потврдено дека не е пратил. Некој кој не дал никаков отчет, сега ние треба да му веруваме на тој на соопштението? На мисијата. На мисијата треба на соопштението да ја веруваме. Не бе,
ќе си влезат сега ревизори, ќе си влезат стручни лица, ќе си направат проценка и за продажбата на имотот, и за следењето на насоките или не следењето, треба да дисциплинска да си поведе МНР, си има таму процедура, чекајте. Но потоа ќе следуваат напади за тоталитарна држава, за авторитарен режим кој што ете ги казнува луѓето, ги затвара, не знам, ги враќа затоа што не биле идеолошки подобни. И најмалку двојниот убиец Љупчо Палевски во неговите писма во јавноста пишува дека он е дисидент на авторитарниот НАТО систем во Македонија кој него го гони. Значи да се разбереме. Сега, зошто Палевски да го третираме будала, а овој да го третираме дека вреди неговиот став? Криминалец е криминалец. Нормално овој ќе лежи помалце затоа што делата му се помали, ама ќе си лежи на крајот од денот. Тоа што се користи терминот јас сум жртва на системот кој е против мене, не ви дава никакво. Против мене системот е веќе 5-6 година ме терети системот, ја наместо да плачам, јас исправен си го гледам системот и му се смеам на секое судење затоа што не може да најде аргументи да ме осуди. Не седнувам ја да кажам тоталитарен режим. Дури подготвен бев ако е потребно, затоа што навистина сум невини, не сум оддал државна тајна, ако е потребно да одам и во затвор за таа работа. Затоа што после дебело ќе ми исплатат. И во притвор. Но дури беше ризично еден период, мислиш. Да, на едно од судењата јас си побарав и притвор за самиот себе си. Да, навистина. Викам, а им ми го одби судиката нормално. Но сакам да ви кажам дека не може, ако ти си исправен и ако системот те губи, ако системот те напаѓа неосновано од идеолошки причини, тоа ќе се покаже со тек на време. Но ако ти си прљав као шупалј зуб и во прв момент, кварен се извинувам као шупалј зуб. Раси, на македонски би било добро. Ова е Балашевиќ. Тоа ќе излезе на видео или некога тоа. Порано или подоцна. Инаку кога сме кај Палчо, отворено е обвинение за неговите соработници денеска. Останува да се одговори ако ја грабнале Вања Ѓурчевска нестекнато девојче за пари, тогаш зошто веднаш ја убиле една навистина. Не ми се ни навраќа на тоа. Не ми се ни навраќа на тоа, навистина. Трагично само и болно. Само се надевам дека судењето ќе биде брзо и експресно. И дека ќе научиме една лекција, тоа е дека политичкиот екстремизам треба да биде сузбиван од самиот почеток и да не му се дозволи никаков раст, па макар и во најголемите ќумези на социјалните мрежи во нашата земја. Добро, сега, социјалните мрежи се посебна приказна. Златев, околу тоа може сме расправале и во ева емисија и на секаде милион пати. Едноставно се дозволува луѓето да коментираат и тоа е демократско право и тука зборувам не може. За екстремната десница, таа е или и екстремната левица е во слична ситуација. Секој оној кој шири повици за убиства, секој оној кој шири треба да биде санкциониран и системот треба брзо да реагира. Кога спомна екстремна десница, ајде малку да се префрлиме надвор. Ти исклучително многу ја пратиш политичката сцена во Британија, ако сме реални меѓу нас кажано, но и Франција ја следам. Но Франција вчера е во нова специфична ситуација, се очекуваше победа на екстремната десница, дури беше тоа прашање на само се очекуваше со колку ќе биде победата, дека Марин Ле Пен ќе оствари дефинитивен како се вика и доминантен пресврт, меѓутоа не се случи тоа. Беланшон се вика Меланшон се извинувам, водачот на левицата, прогласи победа, десницата дури трета, Макрон се најде во ситуација неговиот премиер да поднесе оставка, па тој сега не сака да му ја прифати, нешто прилично компликувана ситуација. Не е компликувано, значи види. Во Франција, за разлика од кај нас, парламентарните избори се на 2 круга. Во првиот круг беше детектирано и беше присутно огромно водство на радикалната десница, но таму панелот само двајца во втор круг, малку поинаков е системот, туку некои што надминале одреден процент. Има тука своевиден договор мејнстрим силите, односно левицата и Макрон, си ги откажуваа кандидатите за да не му направат штета на другиот во тие што е вака чудно, меѓутоа ете. Но тоа профункционира до ниво Лепен да дојде трета, затоа што не беа фрлени гласови во празно во тие изборни места, како да ги наречам. Во тие области, нели, каде што функционира тој систем. Во Франција се случи обединување на мејнстримот против радикалното
и тоа профункционира и Франција нема да има радикал-десничарска влада. Сега ќе има нови предизвици, Макрон и Меланшон и сите одоколу, дури да ја состават владата, тоа ќе биде малку макотрпен процес, затоа што секој доаѓа со различна математика во него, но мислам дека за доброто на Франција, за доброто на Европа и за доброто на светот, на крајот од денот, они ќе најдат одредено решение. Интересна изјава даде Ле Пен. Таа вели дека добро ни одземаа победата со некој малку и некоректен начин на коалицирање, меѓутоа ова е само преодна фаза. Затоа што радикалната десница ги дуплираше бројките во парламентот и дека веќе наредниот пат ќе има мнозинство, таква е незината. Тоа не мора воопшто да значи. Сега видовме на една страна мејнстрим гласови, на друга страна радикални гласови, видовме дека мејнстрим гласовите и понатаму се повеќе од 2/3 во Франција. Тоа изгледа така малце сурово, сега нормално дека она ќе си дава такви изјави, но видовме дека Франција сепак не се откажува од нормалноста. Од нормалноста. Добро, интересен став имаш. Кога сме кај Британија, а некако да искоментираме и Британија. Тамо кај нив системот е навистина специфичен, според мене одличен. Имаше избори практично истиот ден, односно следниот ден по изборите, добија нов премиер, немаше воопшто филозофирање, се знае кој победи, трап, тој веќе имаше готова влада, нешто за наши балкански сваќања незамисливо. Значи, буквално излегува луѓето и еве, ова е новата влада и веќе почнаа готова на Следниот ден веќе ги донесоа. Да, веќе носат одлуки, веќе зборуваат, викаш, ама каде е Риши Сунак? Во нашите медиуми дури имаше момент Риши Сунак ќе дава оставка. Која црна оставка, овие веќе нов премиер имаат? Не, види, прво, они имаат мнозински систем. Во Македонија е напуштен тој во 90-тите. Тоа значи дека во мнозинскиот систем поделена е државата на одреден број на каунтис, односно, не знам како да ги наречам, области, изборни емисии. Окрузи е најточно, да. Бројот на гласачи во секој округ е помалку или повеќе со сличен број. Важно е сите да бидат нели представени. Често и се делат, затоа што негде ќе се наголеми бројот на жители, па ќе се подели на две и така натам. Не е како кај нас пропорционален и сега се случи еден своевиден феномен. Односно, имаше ситуација Најджел Фараш, односно Реформската партија, на ниво на Британија, вкупен број на гласови, освои околу 4 милиони гласови, а имаше само 5 пратеници. А од друга страна, Либерал-демократската партија, Либ Дем, они има помалку од него 500.000 гласа, 3,5 милиона гласови, но има дури 72 пратеници. Сега зошто е тоа така? Да. Затоа што тебе джабе ти се многу гласови, ако сегде си втор. Знаеш, влегува тој што е прв. На изборите таму се случи ленслайд, што би рекле тие, едно порамнување победа на лабористите, нешто што за сите кои следат британска политика беше очекувано. Па 14 години конзервативците беа на влада. Беше, да, прилично очекувано, но не беше очекуван волкав нокаут за конзервативците. Како може би за СДСМ кај нас? Не, види, реални да бидеме, они помина полош од СДСМ. Значи, вака, кога ќе земеш, овој резултат е полош, дури од тој на СДСМ. Да, во Британија имаат 600 пратеници, така да, беше? овие имаат 460 и нешто на 130. Значи, огромна разлика. Огромна разлика. И ВМРО и СДСМ се огромна разлика, ама ова е уште повеќе. Исто интересно. Во држава која што ниту е економски загрозена, држава која што е во топ 4-5 во економии во светот, не, топ види се, имаат своји предизвици. Имаат, меѓутоа стандардот е супер, демократијата е на високо ниво, војската е мокина. Сакам да кажам, ние не ги гледаме тие работи. И она што е многу интересно, на овие избори пропадна идејата за независност на Шкотска. Конечно, после пропаднатиот референдум и се после него, од една единствена причина што Шкотската националистичка партија од 40 и нешто дојде сега да има 7 или 8 пратеници. Значи, дебакл се случи на СНП. Така што Велика Британија сега ќе има стабилна влада. Некои го споредуваат ова со победата на Тони Блер, кој имаше само еден пратеник поише при неговата прва голема победа. Сега ќе имаат стабилна влада, која најверојатно ќе има цел мандат без промена на премиерот, освен ако не се случи некакво чудо, но новиот премиер, тој е серинеко, така?
Да, Сере претходно доаѓа од работничко семејство. Татко му бил аладџија, знаеш, оние што произведуваат алати. Завршил на универзитетот во Лестер, во Лиц, се извинувам, пошто станува еден од врвните правници во Велика Британија, станува обвинител и титулата сер ја добива од кралот Чарлс, односно тогаш од кралицата Елизабета, но титулата му ја дава тогашниот принц Чарлс за достигнување како обвинител. Во ред, но новиот премиер првата работа што ја направи, многумина можеби во Британија вознемири, рече наша основна цел е да помогнеме Украина да се вооружи подобро и да победи. Макрон е еден од оние јастреби во Европа, условно кажано, кои што дури се ангажираат да се испрати и војска од НАТО, земјите, не од НАТО како НАТО, туку од некои НАТО земји во Украина, и се очекуваше дека токму Ле Пен ќе биде таа што ќе направи пресвртна внешната политика на Франција. И третата голема сила Германија, тамо се нејасни работите. Шолц исто така лошо помина на изборите како и Макрон. Меѓутоа германскиот систем па е малку поинаков, тој се уште не е загрозен да остане без функција. И тој инсистира, нели, на помош за Украина, но не толку безусловно. Нели, оние германски ракети не сакаат да ги испратат да ги дадат на украинската војска во ситуација кога русите се прилично наметнати на фронтот, објективно во овој период победуваат. За кое наметнување станува збор? Сега вака да бидеме доследни и искрени. Ајде. Прво, Русија очекуваше дека за недела дена ќе го освои Киев. Добро, тоа се завршени работи. Поминаа 2,5 години. Поминаа 2,5 години. 2,5 години Русија е заглавена во калта и се бори селце по селце и освоила. Тоа е вистина. Буквално за село по село. Значи, моќта на Русија, големата руска воена машина, дека они за недела дена до Берлин ќе стигнеле, Атлантикот ќе го земеле, тие митови кои често се разглобува во Македонија пред се, од национални телевизии до кооперации, сите паднаа во вода. Сега може да збориме ние што сакаме, вака било на терен, така било на терен. Па Украина покажа дека се бори добро. Зошто е важно за Европа Украина да се одбрани? Важно е за Европа затоа што на таков начин ќе биде спречена руската експанзија која, ако некој верува дека ќе заврши во Украина, тогаш што има проблем со перцепциите на тоа како изгледа светот во очите на Путин. Добро, суштината, за тоа навистина може да се дебатира. И токму затоа важно е тоа што се дава помошта за Украина, затоа што секој момент во кој што Русија се повеќе и повеќе е таму и колку повеќе губи Русија, нели, на таа територија, толку повеќе не го пролонгира, туку го оневозможува нејзиниот продор кон Европа. Веруваш навистина во оваа констатација? Очигледно веруваш, меѓутоа еве да бидејќи многумина велот, нема теорија зашто би тргнале понатаму, Украина им е. Па добро, зашто би тргнале во Украина? Па затоа што Украина историски ја сметаа да своја. А зошто тргнаа во Абхазија и Јужна Осетија претходно? Зошто? Зошто? Зошто се обидуваа во Сирија да делуваат како тоа ќе застана тоа? Потоа доаѓа Балтикот наред. Балтикот е во НАТО. Очигледни се руските аспирации. Ако некој верува дека ќе завршат вака, тогаш тој се лаже. И очигледна е потребата светот да ја укалапи Русија таму каде што припаѓа. Јас не сум ниту опонент на руската култура, ниту на руската цивилизација. Добро, русофоб не си во. Не сум русофоб, да, и нема зошто да бидам, немам ништо против рускиот народ, имам пријатели руси и така натаму. Но надворешната политика на Русија и експанзијата на Путин мора да се стави под контрола. И тоа е очигледна идеја на целиот Запад. И таа идеја е добра и за нас, затоа што колку поголема експанзија има Русија, во толку полоша позиција ќе бидеме и ние во однос на традиционалните партнери на Балканот на Русија. А тоа се Србија, Бугарија и Грција, кои секогаш биле во подобри односи со Русија. Па историски е така. Ајде да се вратиме ние повторно назад во Македонија.
Сега повторно ќе речеш, ама како, што ќе разговараме за кеј во идно време, гледам дека се спрема ребаланс на буџетот. Да, и тоа ќе биде приказна за себе. Во меѓувреме министерот за транспорт Александар Николовски најави некој изненадувачки трет оператор. Ама не, фала Богу. Сега, фала Богу и ова час поскоро да се реализира. Сега ќе кажам, последен пат бев во Британија во ноември. Во Британија месец дена неограничен интернет кошта негде околу 13 фунти. Тоа колку е неограничено. Повици интернет, СМС поратки и не знам плюс колку е роаминг. фунтата сега, колку е? Па, повеќе од евро е. 71, мислам, дека е. Па добро, не се некои пари, околу 1000 денари. Околу кај нас е 1300 и 1400, го имам истиот пакет, мислам дека 1450 ми е. Неверојатно, со нивниот стандард. На ова, како се вика, на Телеком. Слични исти се и цените со А1 и практично ние немаме два мобилни оператори. Тоа е мит од една единствена причина што кога ќе ги видите собственичките структури... Дуопол, како што вела, дуопол. Не, немаме ни дуопол. Кога ќе ги видите собственичките структури на едната и на другата, сваќате дека уствари стои една компанија позади двете, таму на некое високо корпоративно ниво по светов. Но така, ако одиме тоа, Значи, ќе додеме да така речи си за сева светот. Не е баш така сега, не е така сега. Имаш Филип Борис, имаш не знам, American Tobacco, имаш Coca-Cola, имаш Pepsi, нема ти изгазда Coca-Cola и Pepsi сега, да се разбереме сега. Да, големи корпорации си едните и другите. Така и овде треба да се донесе нов мобилен оператор, затоа што ние имаме за 30-40% поскапи мобилни услуги во однос на регионот, на Европа и на светот генерално. Во тој сектор добивките се огромни, затоа што таму немаш инпут. Таму инпут е еден трошок, ти е вработени што им даваш плата и базни станици. Не е ова струја, па сега тука треба турбината да врти, да произведува. Да, јасно. Значи само базните станици и луѓето ти си инпут. Немаш материјален инпут во тој бизнис, а цените се огромни. Реалната вредност на тие услуги, која ќе се тргне профитот на овие компании, е за 80 до 90% пониска од таа што ни ја продаваат. Вау. Па, знаете, сега ќе ви кажам еден друг проблем. Ако се сеќавате, своевремено Македонија беше светски лидер во однос на достапноста по интернет. Америка беше позади нас. Се сеќавате, нели? Кога за прв пат, тоа е 2006, 2008, 2009, 10. Од 2006 до 2011-12 тој период. Ние бевме лидери по интернет. Бевме пред Естонија, Латвија, сега што се, нели, супер напредни, гиганти, да. Ние денес сме за жива срамота, ние немаме достапност на сите телефони до 5G мрежа. И таа што е достапна е многу мала. И ме убедуваат сега од мојот оператор дека мојот телефон нема 5G, како и истиот телефон кој ќе ставам сим картичка во Грција има 5G. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Значи, затоа што е 5G, ама тамо не бил на нивната мрежа. Ние уште немаме покриеност доволна со 5G во земјава, а светот отиде напред многу и многу пред нас. Значи, ни тоа малку што треба да го инвестираат, не го инвестираат овие компании, имаат класичен монопол на македонскиот пазар и си играат со нас. Потребно е, и токму затоа Николовски многу паметно, нели, што го најави ова, но треба да го реализира. Потребно е да има трет мобилен оператор кој ќе ги спушти цените, затоа што кога он ќе ги спушти цените, одма и Телеком и А1 ќе ги спуштат цените, за да бидат конкурентни и така ќе се создаде некаков пазарен еквилибриум кој е потребен. Ова сега е тотално нефер во однос на пазарните услови и покрај ова треба да се отворат истраги зашто со години некој го дозволувал ова. Но ова е само еден аспект од економското разигрување, уставно да кажам, на Македонија. Ние зборуваме за околности во кои што премиерот пред 2-3 дена рече дека состојбата со буџетот е катастрофа, дека цунами поминало таму. Дека недостасуваат милиарди денари. И добро, нека ги најдат. Сега нека ги најдат. Еве, јас велам, нека ги најдат исто така. Ако Заев ги украл, земете му ги. Ако ги украл Таче, земете му ги. Ако ги украл Пуцко, земете му ги. Што е тука проблематично? Ако отидете и видите... Па добро, ги украле. Сега ова е многу симплифицирано. Трошени ненаменски, трошени на... Не. Како да му ги земеш што е потрошено? Нема, отворете му ги
најголемите тендерски набавки на овој, како се вика, Исмаил, како се викаше? Јаховски. Отворете му ги, кој ќе ги види таму 12, 150, 200, 500 милиони, кој знае колку пари има. Удрете математика, реалната вредност на се тоа, колку останува 200 милиони. Добар ден, дај ни 200 милиони. Ама не, реално ти кажувам. Не може така мисла. Како не може, уја пак ќе донесе решение дека ти мора да ги платиш тие. За екстра ќе донесеме закон. Кога имаш држава, ги имаш сите механизми. Работата е дали сакаш или не сакаш да ги користиш. Тој механизам да се користи, апсолутно, да. Ќе видиш кој колку затајувал данок, ќе отидеш кај фамилииве, овие што избегани од Струмица сега у Австрија што живеат, па колку затаиле, па кој им простил таму уја па ќе му речеш дојди ваму сега ти. Така, ако ти имаш систем, ќе ги најдеш. Ако се сака, има начин. Ако ќе заплениш 5-6 куки јахти, ќе продаваш, ќе пустиш, ќе правиш. Ќе се снаогеш. Па после тоа повторно обвинувања за пресметка со политичкиот противник. Верувам дека е лоша ситуацијата, но верувам и дека истата може да се речи и дека постојат системски механизми за се тоа. Еден од овие е тоа што ти го зборуваш, другото е да се зајмеме, претпоставувам, пари. Па нели ќе дојде таа милиарда од некоја држава што ја најавуваат, ете и тоа ќе биде добра поддршка. Но треба да видиме колку посто ќе е каматата, како што одговара, не одговара, и тоа треба да биде обсежно критикувано, гледано и анализирано, доколку е поволно, на никој не би му било проблем. Понатаму во македонската економија треба тој малку да станеме поагностични во однос на растот. Да, растот е најважен за нас. Добро, во кој смисол агностични? Па малку треба да обрнеме внимание и на она што се нарекува одржливост и одржлив развој. Ние живееме во една загадена држава, ние живееме во една држава која секојдневно ги загадува своите природни ресурси, држава која секојдневно ги уништува своите плодни почви со пестициди, живееме во градови каде што не се рециклира, Кај што вчера палеа гуми и гореше покрај Скопје цел ден. Живееме во околина каде што нема контрола ниту на аерозагадувањето, нема контрола ниту на автомобилите, ниту на ништо. Тоа ни создава пеколни услови за живот. И сега, кога ќе се прашате, да, температурата е висока во Скопје, како што е годинава, може да е за степен 2 од пред 20 години или пред 30 години, но друго е тоа сонце кога удира на цел ден на бетон, а друго е кога удира нели на зелена површина, кога има провев, кога има се, така што овие неуслови за живот кои ги имаме се должни на тоа што постојано го правиме и не ни текнува дека тоа е можеби погрешно. Дека треба да се проверат филтрите на овие големи производители, треба да се стави крај на грејењето на дрва у Македонија во урбани средини. Ова ќе ме убијат сега што го кажам. На дрва, а камоли на гуми и на жици, не знам таму. На иверици, со лепак пуни. Значи, ние треба многу работи да решиме, не по цена на раст, ова се тотално неатрактивни работи за идната влада. Апсолутно, да. Но ако не ги направи, ние ќе имаме епидемија на канцер, каква што веќе имаме, а никој не збори за тоа. Никој не збори од каде доаѓа оваа епидемија на канцер што ја има во Македонија. Имало ракови пред 10 и пред 15, пред 20 години, но сега имаме епидемија. Епидемијата доаѓа токму од овие променети услови за живот, односно неодржливото живење кое ние го имаме. Имаме азбестни цевки во цело Скопје и во поголем дел од државата кои не се заменети. На никој не му текнува да инвестираат во тоа, затоа што е неатрактивно, не се гледа, не можеш да се сликаш таму како политичар. А е брутално важно, многу важно за животот на граѓаните. Ти да ги замениш сите азбестни цевки во Македонија, тоа е милионска инвестиција, огромни пари, милиарда можеби, не знам, 100, 200, 300, појма немам колку. Во секој случај многу, треба да има студија. Тоа е неатрактивно, зошто? Затоа што луѓе не го гледаат тоа, не е тоа патот што ќе го користат, не е тоа на сметка да им стигне илјадарче за скенирање на фискални, не е ништо од тоа, а за нивните животи е поважно апсолутно од многу од тие работи што се сликаат за нив. Така што треба малку да се заузда и популизмот, затоа што од популизам не се живее, се живее од стратешки насочена политика, од одржлива политика која ќе обезбеди одржлив развој за нашата земја и квалитетен живот пред се. Ние
патиме кон квалитетен живот. Треба да ја зајакнеме средната класа во Македонија. Ние во моментов Немаме скоро средна имаме класа. нешто, Има нешто, да. имаме некои остатоци на ниска средна класа, висока средна класа во Македонија ги нарекуваат богати, иако не се, си има нели светски дефинирано што е средна, што е висока класа. Треба да се зајакне средната класа, треба достоинствено да живеат што е можно повеќе луѓе. Ние колку илјади имавме таму што живеат со помалку од 100 денари на ден. Мислам дека половина милион живеат со помалку од 150 денари. Тоа е проблем кој Што мора да кажувам, се но- реши. Да. И кога сме, доаѓаме сосема до крајот на емисијата, бидејќи го споменавме семејството Заеви, го спомна поточно во одреден контекст. Филип ќе се наметне како лидер на СДСМ, вака или така. Моето предвидување дадено во ова студио се оствари. Да. И сега не е некоја тајна дека Филипче е близок со Заеви, дека практично продолжува таа струмичка, условно кажано, линија во владењето во таа партија. Нешто што 7 години даваше резултати, макар формално ги одржуваше на власт, но сега кога се во состојба на речиси клиничка смрт, ми се чини дека нема да им оди баш добро истата линија да ја терат. Драган, јас сум ја имам поминато кум лауде со највисок успех Академијата за социјалдемократија на Фридрих Еберт фондацијата. Добро. Германија. Од Германија. Суштината е дека ова СДСМ веќе не е социјалдемократско СДСМ. И претходно имаше своевидни предизвици во однос на социјалдемократијата, но ова нема никаква врска со СДСМ од пред 2013 година. Еднаш кажав и ќе повторам овде кај тебе дека Венко Филипче ќе претвори СДСМ во социјалистичка партија, односно СДСМ ќе биде партија која единствено ќе служи за заштита на бизнисите на фамилијата Заеви по секоја цена. Друга мисија повеќе СДСМ нема да има и тоа е очигледно. Тоа е проблем за македонското општество генерално, затоа што на Македонија е потребна вистинска социјалдемократска партија, е потребна висока центар лево, вистинска центар лево партија. Потребна е на Македонија на политичка сила која ќе се бори за социјална правда без да биде екстремен фундаменталист како левица, ќе се бори за подобар живот, за зелена агенда, затоа што ВМРО ДПМН сега ќе биде една класична, така како да кажам, без да ги навредам, ќе бидат популистичка партија. Ни треба малку на, како да кажам, некој тоа да направи, Да го балансира. да го балансира. СДСМ вакво тоа не може да го балансира. Имено. ВМРО е народна партија, народно-популистичка партија би ја нарекол. Тие имаат одредени политики кои ќе дадат резултат, се разбира, барем според мене, имаат. Знаат како да ги водат работите, особено во економијата. Но ВМРО ДПМН ќе има и некои политики кои баш нема да бидат. Еве, ова што го зборев за одржлив развој, мислам дека таму нема баш доволно добро да се позиционираат. Потребно ни е да имаме лев центар опција и некако таа чудесно да се создаде. Дали ќе биде тоа некоја широка коалиција, дали ќе биде тоа нешто што ќе излезе од невладиниот сектор. Нешто ново може Дали би, би нешто, но СДСМ вакво е ништо. Ова е партија во сервис на бизнисите на Заеви и тоа е тоа, а нас како држава ни Тоа не ни следуваат треба. предизвици кои навистина ќе треба една здрава, рационална, европска партија, знаеш, барем да биде, еве, ги спомнавме лабористите през, барем да биде 20% од лабористите, со политика, со способност и така натаму. Мислам со дека е тоа програма. преамбициозно. 9% нека биде од нив, затоа што СДСМ е 0,0000009 од тоа. Но тука само едно прашање, чисто за крај. Ако велиш дека таа партија сега ќе биде, то твое тврдење, во служба на заштита на интересите на едно семејство, односно неговите бизнис интереси, тоа само по себе не вреди ништо, ако под услов да има докази, под услов да има квалитетни истраги, ВМРО ДПМН, односно истата она партија за која што зборувавме пред половина час од прилика, се одлучи да ги повлече потезите кои што ќе бидат насеили ништо за функционирање на правната држава.
тука останува кај ВМРО ДПМН и тоа е испитот кој тие ќе треба да го положат. Доколку го положат, Биде не го мина велат сега Филип че никој Да. не му може ништо и на заев затоа што имаат партија. значи види сега, пред 300-400 години со Велика Британија владееле две партии кои денес не владеат со неа. Едната била ВИП, мислам се викаше, таа што е за конституционализам, не знам шо, и другата била либералната, либерал-демократите. Денес ниту се први, ниту се втори во последните 100 години. Добро, тоа е периоден Значи, процес историски, да. ВМРО ДПМН сега треба да видиме дали е направен од материјал да го издржи ова. Што СДСМ очигледно нема да го издржи. По првиот удар се гледа. ВМРО ДПМН сега ќе треба да видиме дали ВМРО ДПМН ќе собере доволно храброст да ги направи овие реформи или ВМРО ДПМН ќе заврши на буништето на историјата исто како и СДСМ. Постои таква варијанта. Па секогаш постои варијанта, ти не можеш да ја држиш во истото 35 години државата и ти да обстоиш. Како ќе обстоиш? Без база на што ќе обстоиш? Треба да дадеш нешто за да обстоиш. Треба да дадеш некаков резултат за да обстоиш пред народот. Не е доволно ти партиски само да вработуваш. Еве се да се ме суте под вработување, на крај ти истите сега у ВМРО одат најголем дел. Ги гледам со министри заедно од ВМРО и така натаму, еден тон луѓе СДСМ што ги промовираше. Се дружат претходно. луѓето. Ама не е сега, значи не е тоа единствениот услов. Ти треба да испорачаш резултат Вистински за да резултати, обстоиш. така е. За да обстоиш. СДСМ нема да ја преживее таа лекција на историјата, за жал или за среќа, секој различно гледа на работите. А овој мандат и мандатот по овој, затоа што предвидувам дека ВМРО ќе има 8 години владење најмалку, Ќе бидат нивната... ќе бидат клучни дали и тие ќе обстојат или ќе завршат исто како СДСМ. Липчо Златев, благодарам за вечерашното гостување, секогаш интересен, секогаш благодарам. атрактивен. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот репризот издание на оваа емисија. А јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости се разбира утре вечер во 22:30. До тогаш, пријатно.